Топ тема, добро вечер. По 21 ден од еколошкиот инцидент во Криварека, со пресконференција денеска се огласи државната инспекторка за животна средина Ивана Гиновска. Со впечаток дека не кажа ништо, освен што демантираше јавно објавени анализи за енормно загадување, без да ги прецизира, како што рече, тие што таа ги нарачала како директорка и веќе ги направила. Главниот аргумент зошто фактите не може да ги објави е фамозното што секогаш и во други вакви случаи го користат институциите. Ништо не може да се објави за да не се наштити истрагата покрената од јавното обвинителство. Од тука и дилемите. Ќе биде ли на крај водата во Криварека загадена, загадувач нема? Кој ги контролира еко-инцидентите од работењето на Тораница и на другите загадувачи? Инспекторатот или менаджментот? Зата или во целиот случај Инспекторатот за животна средина? Ова се дел од прашањата за моите вечерашни гости, Каја Шуковска, поранешна министерка за животна средина, Ивана Дракулевска од Зелен хуман град, Тони Тоневски, директор на Булмак 2016. Со дебатата почнуваме по рекламите. Добре дојде во топ тема за Каја Шукова, поранешна министерка за животна средина и сега подпредседател на СДСМ. Добро вечер. Ивана Дракулевска, представник на Зелен хуман град. Добро вечер и добре дојдовте. И добро вечер и за Тони Тоневски, директор на Булмак 2016, компанија собственик на Тораница. Добро вечер. На почетокот предлагам да ги слушнеме последните детали што во текот на денешната пресконференција ги изнесе директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиновска, која што по бурните реакции во јавноста се огласи денеска, што е точно 21 ден по еколошкиот инцидент во Тораница и во Криварека. Согласно своите законски надлежности, издадов вонреден налог за инспекцијски надзор и државни инспектори излегоа на терен. На компанијата Булмак 2016 им изречена казна од 180.000 до 200.000 евра за правниот субјект и 10.000 евра за одговорното лице, која е најголема во Законот за животна средина. Компанијата потпиша спогодба и предметот е предаден на Комисија за спогодување која е при Министерството за животна средина. Компанијата Булмак од страна на Државниот инспекторат за животна средина е задолжена со решение на ден 24.3 да преземе мерки за процена на евентуална штета врз животната средина. Проценката ќе биде извршена од страна на надворешни стручни лица и веднаш по добивање на официјалниот извештај кој ќе покаже дали имало и какво било влијанието врз почвата, водата и живиот свет, дали оставило последици врз животната средина. Државниот инспекторат ќе ги преземе сите соодветни мерки во согласност со закон и ќе информира јавноста за следните чекори, кои ќе бидат преземени од наша страна. Ги демантирам шпекулациите дека тој ден инспектори од Државен инспекторат не излегле на терен. Ги отврлам сите обвинувања каде што се наведуваше дека јас имам изјавено дека се излејало само вода. Таква изјава не постои никаде. Ги демантирам шпекулациите дека има помор на риби во Криварека. На 14.3.2025 до ден денес не е забележан никаков помор. И исто така сакам да известам јавноста да биде запознаена дека екоцид не се докажува со земање на 1 литар вода од едно место само со еден примерок, туку со сеопфатна и темелна анализа. Одговорно тврдам дека цијанид неколку стотици пати над дозволеното во Криварека нема, како што тврдеше градоначалникот на 28 март. За ширење на паника во населението кривично се одговара. Зошто дента кога пристигнале инспекторите не земале мустри? Први сакам да ве запознам сите и јавноста да биде запознаена дека државните инспектори се самостални во своите одлучувања. Тие самостално прават записник и изготвуваат решение. Тие сами прават проценка дали имало потреба да земат мостри во тој момент или не. Инспекторите не зеле мостри, тоа е точно,
Но јас, како директор, службено ги побарав сите досегашни испитувања и ми се доставени на увид. Истите ќе бидат доставени до обвинителството во Куманово, затоа што веќе е отворен предмет за овој еколошки инцидент. Подоцна направевте вие некои анализи? Да, на мое барање, како директор на Државниот инспекторат, затоа што во јавноста излегува многу шпекулации, побарав, земени се мостри од 6 точки пред влегување на река Тораница во рудникот, во јамските води, по излегување на река Тораница и на уште 3 точки, како и на истата точка каде што градоначалникот утре дента зема мостри. Што покажа? Резултатите ќе ги доставам до обвинителството, резултатите не се такви како што ги презентираше градоначалникот. Тогаш овие се спорни на акредитираните лаборатории? Не, јас не тврдам и не навлегувам во тоа дали се спорни, но резултатите кои беа прочитани од страна на градоначалникот не беа најверојатно точно прочитани, затоа што тој на својата пресконференција направи паника во населението и рече дека неколку стотици пати надозволено има цијанид. Цијанид нема неколку стотици пати надозволено. Колку пати има? Според нивните анализи има за десетици пати дозволено, според анализите кои се направени од Булмак, мислам дека беа, и од риболовното друштво Мрена има во Институт за јавно здравје, таму не се испитувани цијаниди, од Булмак нема цијаниди, а во извештаите кои ги имам јас, кои се направени, исто така од акредитирана лабораторија, која не е ни Евромак, не е ни Технолаб, цијаниди во Крива река има помалку од 2. Ете, тоа беше пресконференцијата на директорката на Инспекторатот за животна средина Ивана Гиновска, која одлучи дека нејзиното обраќање денеска на пресконференција е доволно и е одби поканата за гостување. Госпоѓа Шукова би почнал со вас прво. Разјасни ли воопшто нешто денеска директорката Гиновска, бидејќи еве ние како лаици слушнавме многу деманти, меѓутоа ниту еден нов факт и особено е впечатливо што најавата дека дополнително по нејзина наредба се направени анализи на 6 точки, но за резултатите се користи она изговорот класичен во многу случаи, обвинителството покрајна истрага, па сега веќе не можеме ништо да соопштиме. Прво благодарам на можноста да поразговараме на оваа тема, која што е една секако од сериозните теми на кои што треба да се разговара во државата и на кои што треба сите заеднички да вложиме многу напор за да не се случуваат понатаму пропусти како што се случуваат, бидејќи мислам дека оваа држава, особено после инцидентот во немилиот настан, односно трагедијата во Кочани, веќе многу малку верува на институциите и мислам дека треба навистина многу напори за да ја вратиме довербата во институциите. Не гледам дека на ваков начин ја враќаме, не е во размер како трагедијата во Кочани секако, меѓутоа кога станува збор за животната средина, треба сите сериозно да направиме напори, прво да не ја загадуваме, а во случај на загадување да испитаме кој е степенот на загаденост. Многу е симптоматично, повеќе анализи се оние што се првите за кои што ги видовме резултатите и за кои што знаеме од кои акредитирани лаборатории се направени, се земени примероци уште самиот ден или наредниот ден. И тие резултати ги видовме, јавно беа презентирани. Јас пред мене ја гледам анализата која што ја правила акредитираната лабораторија Технолаб, за која што зборуваше градоначалникот, и гледам дека цијанидот во случајов е 0,014 ви 0,01 дозволена вредност, која што е за 14 пати поголема, што значи дека она што директорката го кажа дека е 2 пати, тоа е неточно. Не можам да се сетам во моментов што кажа градоначалникот, меѓутоа го гледам пред мене, гледам дека е 14 пати. И гледав јас и анализите и на риболовното друштво, кои што ги правеше Институтот за јавно здравје. Таму очигледно нема проверка на цијанид, меѓутоа има, таму се многу зголемени вредностите на оловото, што ја носи вредноста, категоријата на водите во моментот во Крива река во 5-та категорија, што е неупотреблива вода за било што.
Мене само не ми е јасно кога е налогот даден и кога е земена водата, бидејќи не кажа директорката на инспекторатот од 6 точки. Тоа ми беше следното прашање, бидејќи директорката вели. Екоцид не се докажува со тоа што некој од некаде ќе земе шише од 1 литро вода, алудирајќи веројатно на анализите што се правени од еден примерок и дека таа направила дополнителни анализи од 6 точки. Ова 6 точки формално правно се поклопува со она што стои во интегрираната дозвола за треба да се прави контрола, шесте точки каде што треба да се прави контрола кога се во прашање надземни, подземни води и ваков тип на инциденти, но колку е тука спорно. Прво, кога? Не соопштувањето на информацијата кога, бидејќи веќе има информација од стручни лица дека, например, по одреден период цијанити и одреден друг вид на елементи не може да се докажат. И второ, колку фактот дека таа нарачала дополнителни анализи, всушност потврдува дека инспекторите кога излегле дента, постапиле погрешно. Она што го знам јас, читајќи ги законите од областа на животната средина, впрочем и најдолг дел од мојот работен век сум во животна средина, согласно Законот за инспекцијски надзор во животна средина, во итни ситуации, овакви како што во случајов е овој инцидент, без разлика сега да зборуваме дали имало или немало загадување, меѓутоа вие во моментот имате инцидент имало, така е. Барем видливоста, мислам она што го виделе граѓаните, нели заматена вода, во случајот не знаете што има и токму поради тоа, бидејќи станува збор за инцидент на рударски капацитет, имале можност и обврска инспекторите да земат примероци веднаш и тоа е согласно, мислам, член 26 став 2 од Законот за инспекцијски надзор во животната средина, значи во случај на вакви хаварии. Зошто не земале, тоа ќе утврдат истражните органи, меѓутоа требале да земат дента. Јас колку што имам сознание и она што го слушнав од медиумите, дека Булма го пријавил на време инцидентот, значи стабајлето 6,5-7 часот веќе алармирале дека има инцидент, а инспекторите согласно решението, односно нивниот записник, гледаме дека на 14 да пишале вторија, всушност е 3 2025 година во 16:20 часот. Што значи дека биле многу касно на лице место и прашање е зошто толку касно, бидејќи биле информирани многу побрзо, каде да биле на било која точка во државата за 2 часа се стигнува на било кое место, така да претпоставам дека најдосна во 9,5-10 часот требале да бидат на лице место. Ќе оставам истражните органи да утврдат, бидејќи се отвори постапка. Меѓутоа очигледно е дека не е постапено како што треба. Она што го кажа директорката дека се самостојни во својата работа, тоа е така, да. Меѓутоа јас сметам дека заради тоа има со законот и со стандардните оперативни процедури. Со стандардните оперативни процедури дури е пропишано дека што се, и тоа е малку и така интересно и графички нацртано, кој што, кога, каде, како треба да прави, и таму стои дека во случај на инциденти и вонредни надзори поради инциденти, земањето примероци е од страна на инспекторите е задолжително. Да, задолжително, и мислам дека секако повторно ќе кажам, точно самостојни се во својата работа, меѓутоа сепак инспекторатот за животна средина има директори кои што мислам дека треба да организира работата, особено во вакви ситуации, и мислам дека требала да им даде соодветни насоки уште утрото кога имало пријава за ваков инцидент во Отораница. Дракулевска, дали оваа денешна пресконференција имавте упатено бројни многу прашања до инспекторатот, барања за пристап до информации од јавен карактер, веројатно сите сега овој пат поради покренатата истрага на јавното обвинителство нема да ви бидат доставени, но колку оваа пресконференција денеска ве натера да размислите дали може би констатацијата што ја пласирате во јавноста, дека во овој случај, ќе цитирам, институциите се слуги на крупниот капитал наместо чувери на јавниот интерес, е пресилна?
Токму така, прво во врска со пресконференцијата, каде беше таа објавена? На самата пресконференција има само два новинари, како што можеме да видиме. Тогаш кој ќе ги поставува прашања? Тоа е избор на редакциите дали ќе испратат, меѓутоа поканата е регуларна за прес. Државниот инспекторат за животна средина е задолжен, надлежен со закон да зема мустри кога веќе бил повикан на местото на инцидентот. Меѓутоа не земал мустри, ако стигнал дури во 14 часот, во 16 часот. 16:20. Да, 16. Реката тече, не стои. Така што еве овие мустри што се земени наводно од 6 точки, после колку денови се земени. Секако дека нема да го има истото ниво на цианид како што го имало во моментот на инцидентот и на хаваријата. Штета што нема тука представници од институциите, а Зелен хуман град е блокиран од нивна страна, од страна на Државниот инспекторат на Facebook, па самото ова е работење спротивно на законите, бидејќи ова не се приватни профили, ова се и јавни профили на јавни институции кои се платени со наши пари и кои имаат должност да ни ги дадат информациите навремено и без прикривање. Господине Тонески, вие излеговте во јавноста. Дали тоа што со податоци и анализи кои што вие сте ги направиле, дали тоа што ја подпишавте спогодбата значи веќе и признание на вина? Добро вечер. Прво и благодарам за поканата во емисијата. Јас би сакал да кажам дека ние како компанија цело време се трудиме и навремено да информираме јавноста, зашто имаме пратено и утредента соопштение за техничкиот проблем што го имавме на 14 до сите медиуми и на 26 кога ги имавме резултатите, исто така имаме испратено информација до медиуми. Технички проблем е ова за вас? Според нас се работи за технички проблем. Јас би сакал накратко да објаснам за што се работи. Значи, на излезот од окното во рудникот Тораница имаме, согласно интегрираната дозвола за зафаќање на јамските води, кои што исто така според задолжување од Министерството за животна средина имаме направено таложник во кој што ги собираме јамските води. Кога нема доволно јамска вода, имаме дозвола и за зафаќање за површинска вода од Тораничка река во 24 литри во секунда, така да после таложникот водата повторно влегува во цевковод, оди во друг таложник, повторно во цевковод, оди во резервар кој што е до флотацијата и од резерварот со цевководот каде што сега е пукнат, оди и до една шахта каде што се дели на три. Едната оди во цевковод за противпожарна заштита до другите простории, едната оди како санитарна вода и другата оди како вода техничка која што влегува во процесот на флотирање. Во овој технички проблем се работи за доводната цевка која што е пукната пред да оди во шахтата да се раздели за да влегува во флотацијата. Со тоа, со самото тоа се покажува дека тука влегува или истекла вода која што не е третирана во процесот на флотирање. Премногу комплицирано е ова, ни треба шемата на рудникот, ќе ви дозволам. Во дозволата јасно пише: не смее да се дозволи никаков инцидент. Доколку се случи било каков инцидент, во било кој дел од системот, низводна, возводна, да не ги малтретираме граѓаните со овие термини, компанијата треба да има доволно, тоа го разбираме, апсорбцијски капацитети, тоа што се случило да го апсорбира, посебно да го складира и понатаму се знае каков е третманот. Факт е дека инцидент имало. Факт е дека вие подпишувате спогодба за понатамошни преговори. Тоа не знам дали значи дека
преговори според законот за прекршачна постапка во кој Јас ќе што ви го објаснам нешто малку, ако се согласите може и да ви се намали казната. Меѓутоа факт е и дека фирма со 32 милиона евра годишен обрт, 200.000 евра за неа не значат ништо. Јас одговорно тврдам дека сето ова вие што го кажавте е точно. Меѓутоа, тоа се работи за водите кои што излегуваат од процесот на флотирање, каде што се дели оловото, цинкот, сите други материјали од рудата, која што се меле, влегува во процесот на флотирање и излегува. Тоа е систем каде што е затворен систем со затворен цевковод, кој што еве и на едната фотографија зад вас го има прикажано, кај што пишува тораница, од флотацијата оди во јаловишна депонија, која што јаловишна депонија согласно интегрираната еколошка дозвола ги задоволува сите стандарди, таму се таложат сите овие материјали и таму е 24 часовно и физичко присуство на луѓе, мониторирано и токму овие работи што ги кажавте вие се однесува за таа вода. Не сме да има било какво истекување од резервоарите и базените, површинско, странично или од дното во кој се складира јамска отпадна вода од рудникот Тораница и повратна вода од хидројаловиштето Тораница. Се препорачува, доколку подземните водни тела околу хидројаловиштето Тораница не бидат опфатени со државна хидролошка мрежа за мониторинг, операторот да се вклучи во изградба на локална хидролошка мрежа на мерни места за мониторинг на подземните тела и така натаму и така натаму. Што од ова имате направено? Сето тоа го имаме направено. Дали е логично за компанија која што се представува и еден од големите контрибутори и во буџетот и според број на вработени, и пак ќе кажам, компанија со 32 милиони евра обрт, на својата насловна страна да нема ниту една информација од аспект на заштитата на животната средина, иако со интегрираната дозвола сте обврзани, она што сега се констатираше, овие анализи да ги правите на неделно ниво. Ги правите? Апсолутно да. Зошто не се објавени? Може би е грешка што не е објавено. Еве, ако е грешка, тоа е. Сме погрешиле. Не, ве прашувам, бидејќи сега велите дека целта ви е се да се разјасни, мене не ми е јасно, бидејќи имате неколку основи, значи загадување на вода, подземни води, бучава заради технолошкиот процес, загадување на почва. Неколку се основите по кои што треба да реферирате. Она што се однесува на најопасниот аспект, ваков тип на инциденти во однос на загадувањето со вода, вие фреквенција на мониторинг и известување на неделно ниво. Зошто ако сега постои таа голема свест и совест во компанијата да биде присутна во јавноста, да објасни што се случило, да ги прикаже сите своји резултати, зошто ја немала претходно со редовно објавување на тие резултати, бидејќи тие и онака неделно мора да завршуваат кај институциите? Може би е грешка што не е објавено на веб страната, меѓутоа тие согласно се мерат на различен период, дали за бучава, дали и на точно одредени мерни места. Овие конкретно за кои што сега станува збор, ви се мерат на две конкретни, има и местата напишено, и треба да се мерат, да не читаме, почнувајќи од pH вредност, па се до арсен, кадмиум, олово, цинк, манган, железо, цијаниди, сулфиди и така натаму, тие ги мора да ги мерите на неделно ниво. Ги мериме и имаме годишен договор со акредитирана лабораторија која што согласно интегрираната дозвола ги врши сите тие мерења на сите тие што ги кажавте минерали и добиваме извештај за тоа. Бидејќи ако е на неделно ниво, предпоставувам ако сте ја направиле анализата дента на 14, сте направили и после тоа уште една по ваша нарачка, дали би ги објавиле оние на 14 и оние да кажеме 2-3 недели претходно, бидејќи известувањето за потенцијално загадување на води ви е неделна обврска? Секако дека во секој момент можеме јавно да ги објавиме сите мерења.
Благодарам. Повелете. Добро, јас ќе се осврнам на два аспекти. Чукова, па... Да. Прво вака, јас пред мене имам сегменти од интегрираната дозвола, тоа е јавен документ кој што може да го прочита секој, објавен. Јас прочитав делови. Да, еве јас ќе прочитам делови. Значи вака, технологијата во рудникот Ораница е од 1987 година. Значи зборуваме за технологија постара од повеќе од 45-6 години како доаѓа. Тој рудник бил отваран, затваран неколку пати. Последното врз основа на мислам пуштањето во работа, врз основа на што е дадена интегрираната дозвола е во 2016 година. Интегрираната дозвола е издадена во 2019 година. Во таа интегрирана дозвола стои дека отпадните води од процесот, целокупниот процес, кој што содржа суспендирани материи, масла, метали, односно олово, цинк, кадмиум, мангам, арсен, цијанит и слично, се водите од 3 места. Добро, не се наведени сите, него се дел. Отпадни јамски води, значи од јамата, отпадни води од флотација и отпадни води од хидроеловиштето. Да им биде појасно на граѓаните. Целиот процес е поделен на 3 дела. Едното е рудникот, од каде што се копа рудата, второто е флотацијата, каде што се дроби и се пере, за да се може да се одвои она што ви треба вас утре како овај како се вика олово-цинковиот концентрат кој што го продавате. Се товара и се така, и се товари и се носи. И третото е хидројаловиштето, односно таму каде што остатоците, тоа се нус производите од самиот процес. Од сите овие 3 сегменти, да речеме, на рудникот, вие имате отпадна вода. И во сите сегменти, согласно интегрираната дозвола, еве да не одиме понатаму, да не гледаме други анализи. Согласно интегрираната дозвола, врз основа на која што е подпишана и издадена и врз основа на која што работи Ораница, отпадни води има, кои што ги содржат сите во материи, има во јамските води, водите од флотација, ќе повторам еднаш, и од водите од хидроеловиште. Она што е исто така интересно, а обично се става во интегрираните дозволи, за да се натераат сите оператори да работат што подобри, да има помало загадување на животната средина, е да воведат најдобри достапни техники. Тоа е ставено во оваа интегрирана дозвола. Оние што малку разбираат во технологиите знаат дека тоа се техники кои што имат минимални ефекти врз животната средина, и тоа е побарано меѓу другото од овој рудник. Значи, кога започнал со работа во 2016 година, добил интегрираната дозвола во 2019 година, да ги воведе најдобро достапните техники во рудникот. Јас се прашувам, бидејќи претпоставувам сега, гледам дека е 87 година, не знам колку интервенции имало до 2016 година кога е повторно почнато, меѓутоа стварно се запрашувам дали ако имало воведено најдобри достапни техники од 2016 до денеска има веќе нека не бидат 10 години, помалку се, имало доволно време да се инвестира во заштитата на животната средина. Дали е тоа направено? И тука ќе застанам во однос на овој дел, а во однос на вториот дел кој што се однесува на спогодувањето, сакам има еден интересен сегмент да кажам дека со спогодувањето, ова е пракса која што се случува често, во процесот на спогодување може да се намали казната и таа најчесто од овие 180 до 200.000 евра доаѓа на 90.000 евра и Ораница веќе неколку пати, мислам дека 2 пати претходно, не знам за повеќе, ја има платено оваа казна заради олеснителни околности. Обично се намалува казната заради олеснителни околности кои што треба да се утврдат. Се вика вака, прекршокот за кој што се товарат е еколошка штета, но инспекторите по записниците и решенијата не направиле анализа на штетата. Дента. Не направиле анализа на штетата, значи не се земени примероци. Односно, загадувањето, штета на штетата, односно загадувањето, односно тоа се прави после 16-17 дена како доаѓа. И сето ова, мислам, понатаму отвара една дилема, дека истиот ден кога го прифателе спогодувањето, инспекторите им дале решение за проценка. Тоа е, мислам, постапка која што редовно се спроведува. Ми дале решение за проценка на еколошката штета, со задолжение сами да ја направат во рок од 15 дена. Врз основа на што ќе ги казница? Еве, јас прашувам реално.
Врз основа на што ќе има казна од 180 до 200.000 евра. Тука има два проблема. Едниот е самиот закон кој што бара самите да си направат анализа, што е малку нелогично, а вториот е тоа што инспекторите не постапиле, но одиме со Дракалска, па ќе ми дадеме мојот. Јас слично на првото што го сподели соговорничката, да одиме до сршта на прашањето кое што се начна до вас, Туни. Иако сте свесни дека цевководот е стар над 30 години, дали воопшто, и ако да, тогаш колку пати имате извршено контрола врз овој цевковод, што е дел од вашата техничка опрема за работа на вашата компанија? Добро. Точно дека цевководот е постар, не знам колку е точно години. На 30 години, како што кажавте кога гостувавте во претходна емисија на Да, тоа е целиот цевковод, меѓутоа овде се работи за дел каде што е пред неколку години саниран, бидејќи се работи за дел кој што е подземен и каде што се делени овие три, односно плюс 2 за санитетска вода и за противпожарен систем, и тој дел е бетониран, се работи за цевковод кој што е на длабочина од 2 метри и нема како да се направи проверка. Тоа е многу мала шанса да пукне таков цевковод и ние тој дел од цевководот го третираме како цевковод, прво кој што е безбеден и второ кој што нема во него опасни материи, за да се обрне посебно внимание како што го третираме, да речеме, цевководот секојдневно за што оди јаловината од флотацијата до јаловишната депонија. Тој цевковод кој што оди од флотацијата де факто има најмногу штетни материи. Заради тоа што се врши испирање на рудата. Можевме со голо око да видиме на снимките од луѓето кои се нашле на лице место и кои ги направиле дека реката е сива, изгледа како низ неа да тече бетон. Тоа излевање на што и да сметате дека е во ред да се излее, мене не ми изгледаше така кога ја видов снимката од локалните жители. Впрочем, да се надоврзам. И вашата анализа од Тораничка река влез во тунел анализирана дури 12 и првата и онаа на 26.3.2025 година покажува повеќе зголемени концентрации на неколку елементи, освен веќе после толку време цијанидот веќе не може ни да се измери. Како кога и овие анализи за квалитетот на водата во Тораничка река покажуваат зголемена концентрација над максимално дозволената, ако ги имате и овие анализи, тврдите дека станува збор за технички инцидент? Значи, самата вода содржи олово нормално, бидејќи и цинк и други минерали, бидејќи се работи за вода која што доаѓа од јамски простории, а и во самата река има содржини на олово, бидејќи и таа доаѓа од таму. Анализата, ова е ваша анализа. Нашата анализа. Кадмиум 77 пати повеќе. Не. Манган 10,8 над дозволеното. Олово 5,3. Цинк 5,1 над максимално дозволено. Ваша анализа од 26.3. Од Тораничка река влез во тунел. Тоа 12 дена после инцидентот. 12 дена после инцидентот. Значи, видите вака. Како е ова технички проблем? Ние на самиот ден на инцидентот ги известивме Државниот инспекторат за животна средина, веднаш беше сопрена водата, се работи за мала количина на вода, која што има истечено не повеќе од половина час, тоа го имаме и на снимките, го покажавме и на новинарите и на сите присутни кои што беа таму, јас можам и на вас да ви го дадам, се работи за мала количина на вода и во координација со нашите стручни лиценцирани луѓе кои што работат на таа проблематика и инспекторите, ние сами зедовме вода, примерок од водата, од кој што се резултатите на самиот ден веднаш по настанување на инцидент. Може ли да го знаеме името на ова акредитирана лабораторија за да стварно се увериме во веродостојноста на анализите направени од неа? Да, ќе ви го кажам името, само
некаде го имам запишано, јас него не знам точно, Евромак контрол. И само да подсетиме дека анализите од првиот ден, без разлика што се на едномерно место, еве оловото покажува, јас ги гледам, значи, анализите, 102 оловото, наспрам 10 кој што е гранична вредност, кадмиумот околу 20, помалку од 20, наспрам 0,10 кој што е дозволена вредност. Значи, овие се од самиот ден, од првата анализа, која што е од наредниот ден, кога што е... Но мора да одиме на првиот блок реклама. Шукова и Дракулеска. Се чини дека се соочуваме со едно прашање каде што фокусот практично и револтот е од молкот на институциите. Карикирам, нека ме извини господинот Тоновски, но за нив може би дури и да е нормално и да се обидуваат нешто и да скријат. Нормално е во ваков инцидент, без оглед дали ќе го наречат технички или било како, тие да го одберат најбезболниот израз. Но она што многу повеќе создава револт е молкот на институциите, бидејќи ако ја гледаме особено интегрираната дозвола и тоа што го кажавте, спомна и Дракалска колку се стари дел од цевководите, ако погледнеме по сите тие можни точки на загадување, има посебни задолженија за секоја од тоа интегрираната дозвола. Во случај на хаварија, без разлика кој е размерот, дали ќе стигнеме до екоцид или нема да стигнеме, тоа секако не знам веќе и дали е можеби и касно врз основа на тоа што се земени и ќе почнат да информираат јавноста на времено и ќе реагираат на времено за да нема вакви недоумици кај јавноста и потоа да се расправаме дали имало екоцид, дали немало екоцид, колку било загадувањето, па кај после 17, 18, 9 и на јавноста. И сега затајувањето на институциите треба да го префрлиме на некој друг или треба да го префрлиме на самостојноста на инспекторите. Ви се молам, се знае кој е најодговорен во секој. Нормално е дека вака ќе реагира јавноста. А Дракалска, што очекувате како следни чекори, односно кои ќе бидат вашите следни потези, бидејќи денеска некако вратата за информации прецизни инспекција. Оваа институција врши инспекцијски надзор над примената на законите и техничките прописи при користење на техничка опрема, како што се цевките и другите инсталации во рудникот. Нивна задача е да се осигуруваат дека операторот ги почитува сите пропишани стандарди и процедури. Така. Сега може прашање. И тие зимаат плата од јавни пари, така? Каде се? Не знам никого да прашам. Господин Тонец, јас ќе ви кажам за техничка инспекција. Ние постојано имаме прегледи. Меѓутоа, пак ви кажувам дека тоа е цевковод кој што по правило би требало да е најбезбеден. Се докажа 100% дека не е безбеден. Не е безбеден затоа што пукнал, меѓутоа како најбезбеден го рачунаме од тоа што може да направи како последица врз животната средина. Добро, во секој случај ги содржи сите материи кои што за вода од трета категорија. Сега зависи за која вода гледате. Тораничка река е трета категорија. Последните резултати кои што се објавија вчера се од риболовното друштво, кои што беа објавени на пресконференција, покажуваат дека поради оловото во истиот ден, наредниот ден, исто како и дента, а општината зема на наредниот ден. 14 март на дента, кога се случила хаварија. Оловното друштво, Институтот за јавно здравје ги зема нивите. Јас бев првиот што ги повикав дека да им кажав, исто како на инспекторите и на нив, председателот на ловното друштво и уште еден представник од риболовното друштво дојдоа, пошто тие се од Паланка, јас сум од Пробиштип, додека да отидам таму, јас кога стигнав таму, тие веќе беа таму. И разговаравме, и ние, и јас како директор на фирмата, и собствениците, и сите, никогаш не сме бегале од тоа да се соочиме со проблемите. Тоа е таков тип на објект, на рудник, секогаш може да се случи инцидент, нормално. Ние, исто како и вие, посебно од граѓанскиот сектор,
сме на иста страна со вас. Верувајте ми дека јас би сакал и вас да... бизнес сектор. Не, во делот на животната средина и во делот на заштита и на животна средина и на заштита на нашите работници кои што работат таму. Ние најмалку би сакале и многу правиме за да ги минимизираме сите тие несакани последици што можат да дојдат. Влегуваме во завршница и еве можност за по едно кратко прашање кога не се тука институциите, барем до менеджментот, повелете така. Токму и за тоа, ајде Државниот инспекторат за техничка инспекција го подоправдавте. Меѓутоа, во Република Македонија исто така постои Државен инспекторат за енергетика, рударство и минерални суровини, кој исто така е надлежен за инспекцијски надзор во областите на рударството и минералните суровини. Постои и Државен инспекторат за техничка инспекција, добро, меѓутоа тука се и Државен рударски инспектор, Државен геолошки инспектор, кои исто така треба да дојдат и да направат редовни контроли на целата инсталација за да се превенираат вакви работи. Дали доаѓаат? Истите тие постојано доаѓаат. Каде се? Ја не ви верувам дека Ќе постојано ви дадам и доаѓаат. записници, ќе ви ги пратам еве утре или до вечера кога стигнам. До вечер ќе ви дадам имејл. Ќе ми дадете имејл, ќе ви ги пратам записниците од Мислам дека инспекција. господинот Тоневски се обврза дека еве како реномирана компанија дека се што имаат како мониторинг анализа ќе се потрудат да го објават и на интернет страницата, така. На интернет страницата ќе се потрудам во понеделник да ги објавам сите информации, бидејќи утре и друг ден е викенд, а на вас до вечер ќе ви ги пратам записниците колку што сакате и се што ви интересира. Ама тоа се ваши записници. Не, записници. На институциите, како вие ги имате записниците на институциите? Институциите кога Мора да доаѓаат ги и кога достават. прават записник, После тоа, се да, потпишуваме и завршен ние обид, дека да. сме биле Да, со нив и тие, и тоа е еден примерок за нас, еден примерок за нив од тоа што е констатирано на лице место. Добро, јас сакам да кажам уште неколку работи. Прво, навистина ми е многу жал, добив информација од вас дека беше повикана директорката на Државниот инспекторат и многу ми е жал што не е вечерва тука. Јас колку што разбав и на претходната дебата на друго низина одлука е дека е ова дека пресконференцијата мислам дека ќе можевме да разјасниме повеќе работи, но очигледно е полесно е да се молчи. Имаме коментари многу денојове дека извештаите, исто дел од извештаите не се јавно објавени на веб страната на Државниот инспекторат. Јас до душа едното го имам и тоа во себе содржи податоци кои што веќе ги објавивме, ги кажавме. Меѓутоа мене уште еднаш ќе повторам многу ми смета. Не се објавуваат неделните извештаи, меѓутоа еве во неформален разговор со директорката ми беше посочено дека е тоа недостаток на некои служби и дека ќе биде коригирано најбрзо. Па јас не би се согласила дека е недостаток на служби. Администрација има во инспекторатот. Тоа е работа 2 минути, мислам да се објави, да се скенира и да се објави записник на веб страната. Мислам тоа го прават во ова време, мислам како да ви кажам, тоа може да го направи некој со основна обука од 10 минути. Многу ме недостасува, повторно ќе кажам, што немаме транспарентност, што немаме навремени информации, особено од страна на Инспекторатот за животна средина и мислам дека ова нешто, ако вака продолжиме да се однесуваме, ние само ќе влошиме климата во државата и уште толку недовербата кон институциите. Господине Тоновски, сепак станува збор за инцидент од компанија од рудник од кој што живеат многу семејства и сакале да признаеме или не, гневот е голем. Јас сакам, токму тоа сакам да апелирам до сите учесници во овој процес дека ние како компанија ќе бидеме максимално отворени и за соработка и за сите информации и за до сега и од сега понатаму да бидеме постојано достапни, меѓутоа би сакал да ги исклучиме сите политички влијанија и да се политизира целиот процес, бидејќи се работи за
технички проблем кој што го имавме или инцидент, како и да го наречеме, кој што институциите треба да го докажат дали и како влие врз животната средина. Вие влеговте во конфликт со градоначалник кој што се повика на анализи. Никој во јавноста не ве повика на вашиот политички бекграунд и поранешни политички функции. Не. Тука мора да бидеме коректни. Вака. Вие најавувавте, немаме многу време, но вие бевте тој што најавуваше кривични пријави до градоначалникот. Секако, за ширење на паника, бидејќи не можете да искочите и да кажете има цијанид 100 пати над дозволеното, а уствари цијанид, тоа што го кажува тој како бројка, ги измеша милиграми со грами, односно милиграми со микрограми, ако е микрограми е 14. Тука се анализи. Во вода за пиење е дозволено 50. Во трета категорија вода е дозволено 100. Тоа во водата за пиење ќе го провериме, друга дебата. Да, тоа е друга дебата. И јас би сакал само уште еднаш на кратко да апелирам до сите да ги остават институциите да го решат проблемот и да ги остават тие 800 луѓе да не се плашат за своите работни места. Градоначалникот излегува и како да сака да го затвори. Институциите видовме што прават и колку прават. Не знам како реакцијата е задоцната. Оно што ви предочив можете како сериозна компанија да го направите, се што имате да го ставите на увид на јавноста, а не единствените фотографии кај соопштенија да бидат од прослава на Денот на Руда. Ние ги одведовме на лице место сите што сакаат да дојдат. Новинари им покажавме каде е цевката, им покажавме снима со камери, имате и тука снимки од самите места. И јас би сакал само уште ова и завршуваме, веќе сме пробивани со време. Да учествуваме сите заедно, да се решат сите овие еколошки проблеми. Ако е од рудникот ќе си сноси одговорност. Меѓутоа, моите информации и од вчерашните видеоснимки и од сите сведоци се дека во Тораничка река има загадување. Меѓутоа не доаѓа од рудникот. И сите на градоначалникот ако ги погледнете, еве каја е стручна, нека види дека нитрати, нитрити, фосфори, амоњак, азот, тоа нема кај нас, нема од каде да дојде. Тоа е претежно органски материи кои што доаѓаат од фекални канализации, од фарми, од селата што ги има на тој регион, по течението на цела Крива река. Дајте да се обединиме да направиме добро и да заштитиме Крива река и сите други реки во Македонија од загадување. Да не завршиме вака, покрај тие ги има и сите други. Вклучително и олово, цијанид. Мислам да не зависност со степенот на ефикасноста Тораница, ние како субјект во целиот тој дел, во цела општина Крива Паланка сме единствената институција која има пречистителна станица за отпадни води. Ниту едно друго село, ниту никој нема. Зборува најсладко речево, тоа е во право, а не оној што бара вистината. Ке почекаме да ги слушнеме и институциите. Јас ви благодарам на сите што бевте вечер во мој гости. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на Телма.